Ја поднесовме за кривично дело тероризам е прифатена и според моите информации од она што се случувало пред истражниот судија, 10 лица за кои се сомневавме дека се вклучени во криминални активности, од кои 5 се осомничени за кривично дело тероризам, веќе се лица на кои им е изречена мерка притвор во траење од 30 дена, а на дополнителни 10 од приведените при акцијата на Министерството за внатрешни работи, која значеше финална фаза од операцијата Монструм, им е одредена мерка притвор во траење од 48 часа. Тоа практично значи дека сите материјални докази кои ги приложивме и предложивме до судот биле доволно убедливи за да судот ја утврди мерката притвор првично и понатаму ја продолжи истрагата. Ние продолжуваме со дел од вештачењата кои се уште не се завршени заради објективни причини, бидејќи сепак се работи за голем материјал за кој е потребно дополнително време и истрагата во таа насока продолжува и понатаму. За нас најважно во овој момент е да ги направиме сите дополнителни напори кои се потребни, да ги обезбедиме преостанатите 2 лица за кои, како што имам информација, уште во текот на денешниот ден ќе биде распишана меѓународна потерница, што значи дека веќе од денес по нив трага и Интерпол и со тоа практично целосно да се заокружи овој случај, а понатаму да му оставиме на судот да ја донесе финалната одлука.